Американска интервенција во корис на албанците националистите се борат и како Сорос ја финансира опозицијата во Скопје се насловите кои осамнаа во грчките медиуми во кои анализираат политичката состојба во Македонија и прогнозираат за идни чекори. Грчкиот весник Реал пишува дека иако заменикот државен секретар на Соединетите Американски држави за Европа и Евроазија Хојт Је го призна изборот на Талат Џафери за претседател на законодавниот дом, ова нема да се прифати од страна на националистите од Скопје, кои што веќе покажаа дека се спремни да влезат и во парламентот. Албанските парамилитаристи ветија дека ќе ги ослободат областите од ПЈР Македонија каде што живеат албанци, заканувајќи му се на Балканот со ново крвопролевање. Атина со особен интерес ја следи состојбата во соседната земја, бидејќи ако дојде до бура, речи се невозможно Грција да не биде погодена. Весникот во својата анализа додава дека поради настанатата состојба во Македонија реагирала и Москва, која ги повика странските актери да престанат да се мешаат во внатрешните работи и да го прекинат притисокот, овозможувајќи и на државата сама да решава за својата иднина. И тиражниот грчки весник Демократија со своја анализа за состојбата, вината за настанатиот хаос во Македонија, како што пишува, во голема мера е дело на Џорџ Сорос и на неговата фондација Отворено општество. Климата создадена од Сорос ги вовлече и меѓународните играчи ЕУ и НАТО, кои што сега поддржуваат политичка промена, иако ВМРО на Груевски победи на декемвриските избори. Грчкото онлайн издание Трикоплодија со наслов анализира како Сорос ја финансира опозицијата во Скопје, кое што меѓу другото информира и за тужбата против Стен Департментот и УСАИД поради финансирањето на политичките активности на Соросовото Отворено општество во насока на уривање на конзервативната влада на ВМРО ДПМН.